Добар вечер и убава вечер од Владо Павлов. Денеска се осеќам убаво. Денес сум среќен што гледам дека сум бил во право за се. Денес е толку убаво да бидеш во твојот град, каде што ги бойкотираш сите кандидати, да пиеш кафе, да се шеташ, да ручаш и да гледаш околу тебе нешто што не може да се смени. Може би ова денес што го гледам не е предпознатливо. Ама веруете ми, за неколку години на сите ќе им биде јасно. Денес со првото станување и со моето прво утринско кафе видов во каква секта живеам во Кочани. Видов како се организирани. Значи, прво утринско кафе, а никој не знае, одма доаѓа честитка од Увора до Влочани. Тоа е доказ дека некои господа се во очај. Тоа е доказ дека сите се очајни. Тоа е доказ дека сме многу во право за се. Тоа е доказ дека не случајно го бойкотирам Кочани. Ова моја одлука е индивидуална, објаснета, а на колективно ниво е нивно право дали некој тоа ќе го преземе или не. Јас, мојата душа и сето оно што го правам, верувам дека го правам чисто, со искрена љубов пред универзумот. Ама, прво утринско кафе, да дојдеш во Кочани и одма да ти испратат лице од Увора до Влочани, за некој што е очаен, за некој што верува дека со неговите дојави ќе успее да го направи тоа што го прави уназад 5-6 години, со основен суд на Довлочани кој што допрва ќе го дознаете за се што прават против Кочани. Допрва ќе ги дознаете сите суми и презиме. Допрва. Толку организирана секта нема никаде во светот. А јас се чудам како може од излигување да поминеш 100-200 метара и некој да се прави дека не те познава, да ти бара лична карта. Овде е вистинско робовладетелство во градот Довлочани. Овде ги тепат да шпионират. Овде дефинитивно треба сите да бойкотираат. Браво за фараонот Кочански. Како успеал да ги стави сите во кафес, во неговиот матрикс, секоја му чест. Како идат информациите? Инаку денес звонев на пријателот, не ми дигна да пијам кафе во неговиот дом.
кој што во порака беше многу силен. Инаку, и утре ќе бидам и ќе пијам кафе каде што сакам. Затоа што мојот град треба да биде град на светлината, а не да биде последно упориште на СХС. Мојот град треба да живее без црна рака. Мојот град треба да биде град на слободата, а не како денес, град на заробеници. Град на темни луѓе. Град на каспери. Ќе бидам тука и ќе пијам кафе секаде. И сум среќен што сум во мојот град и што ве бойкотирам сите. Затоа што мојот град, ако не ова година, за многу кратко време, ќе дознае. Првото утринско кафе, едно доваѓање во Кочани, одма се јавува Дувлочани. А од кого? Погледнете. Од оние што веруваат дека се уште богови во Македонија. Од оние што веруваат дека ќе успеат во неговото грозоморно сценарио. Од оние што веруваат дека многу одложени судски процеси кои што треба да се завршат во корист на Владо Павлов, им е потребно нешто за кое одработува едно чоколадо дете. Мизерно и смешно. Ако продолжам да зборам што видов денес и што прават козле и бозле, ќе ви се згаде животот. Колку се очајни. Ама едно да знаете. Кога тогаш атентатот на Киро Таушанов Глигоров, моите македонци ќе го докажат дека атентат врз македонците. Сакајте веруете, сакајте ич не веруете. Знам јас, си ги знам јас сите шпиони, си ги знам. И знам, прво кафе, никој не те видел, оп на врата честитка. Колку сте очајни? Многу. Ама мене тоа ме радува. Тоа посебно ме радува што сте очајни. Многу ме радува. И треба да бидете очајни. Козле, бозле. Ајде да се вратиме на нашата работа, да го ставиме козле-бозле, машка и женска енергија воедно, ќе има Афродити и двајцата, нека си тераат по нивно, а ние ќе одеме по нашиот пат, патот на светлината, со докази и аргументи зошто Павло бойкотира. Може би тоа не е сватливо и за премиерот Тино. И поддржувам иницијативи и прифаќам со љубов. Некој што не го прифаќа мојот начин на бойкотирање. Ама јас одговорив. И вие треба да го прифатите тоа што Павлов одлучил да го прави. И ако биде успешно, тогаш ќе направиме народно собрание во Кочани. Каде што секој што го сака Кочани, без разлика на политичка определеност и без разлика на религиозна определеност, ќе го направиме град на светлината без фараонот Кочански.
Вака, сите кандидати се вака со фараонот. Можат да го манипулират мојот народ во Кочани. Ама не и Владо Павлов. Затоа што се знаеме сите. Многу добро се знаеме. Кога можеше една екипа голема да бойкотира завлашката приватизација, кога можеше една екипа голема да бойкотира за име, можем јас да ги бойкотирам сите мои познаници како кандидати за градоначалници на Кочани. Со сите се знам. Еве, овде од Кочани го велам тоа. Ве бойкотирам и тоа е лично мое право. Како што вие имавте право да бойкотирате за име и да помогнете на Зоран Заев. Ама ние тогаш, кога вие бойкотиравте за име, премиере Тино, не велевме дека тоа го правите за Али Ахмети. И оставивме се на слободна волја. Има доказ во стадион и го имаме во емисијата на Канал 77 кај Влавот Столе, каде што јасно и гласно кажува пред сите: единствени со ова идеологија сте вие, Владо Павлов, што ќе излегнете и ќе заокружите против промена на име премиере Тино. Ама некој бойкотираше име. И затоа Владо Павлов повторно ќе биде овде на гласањето и овде пред избирачкиот штаб, кај што живеам еден од избирачките штабови, во Основно училиште Кирил и Методи, ќе го распали големиот оган и ќе прави ајвар, како што правеше Стево Муња. Да, Стево Муња, кој што прв бойкотираше зиме. Е така Владо Павлов, во мојот град, кој што го најмногу сакам, ќе правам ајвар. Со пиперки од Битолско се разбира. Убави големи пиперки. За сите оние што ќе гласат, да ги подсетам дека сите вие, кога требаше да дадете глас за Македонија и да заокружите против, вие правевте ајвар. А јас тој ден ќе правам ајвар и на сите ќе ви чуре што ќе поминувате од Кирил и Методи. Уште сега ви кажувам да знаете. Да, ајвар ќе правам како Стево Муња и сите останати што правевте ајвар на денот кога требаше да излегнете и да заокружите против Преспанскиот договор. Ама тогаш сите гласавте. Тогаш сите бойкотиравте. Ама сега ви смета, ако некој Владо Павлов бойкотира во својот град индивидуално и кренале уште илјадници други индивидуално, а Владо Павлов никого не убедува и на никого не му кажува и не агитира. Владо Павлов сам ви кажува. Ама тогаш ние, премиере Тино, не рековме дека вие кога бойкотиравте зиме, дека тоа го давате на Али Ахмети и на СДС. Иако беше така. Иако бойкотирам, најмногу помогна на СДС и на Али Ахмети за промена на името. Ама тоа е слободна волја. И со љубов го прифативме ние. И сега ви смета? Ви смета Владо Павлов со бойкотот? И треба да ви смета. Затоа што Владо Павлов е докажан. А вие верувате дека некој со неговите лажни дојави ќе измислува и други некои сценарија, као демеки се загрозени животите од Владо Павлов.
А Владо Павлов не мрднал од тоа што го обвинувате. Каде што нарачено правевте се и ве оставив да ви го видам врвот на вашата злоба и на се што правите. Да се вратиме на оно што сакам денеска да ви го представам и оно што ви го најавив. И понатаму ќе бидам овде, ќе си пијам кафе, ќе пробам и вечер да му се јавам на фраерот, мој пријател кој што е многу силен во пораки, да ме удостои со кафе во неговиот дом и да разговараме за неговиот безобрзлук, да разговараме за оно што Владо Павлов му смета, а истиот тој заборавил дека Владо Павлов му беше чадор, раснеше кај Владо Павлов, го чуваше Владо Павлов, не му дозволуваше и го учеше да не прима наркотични средства, и него и пола кочани младината тогаш, и не бираше дали некогаш ќе имале пари или ќе останале должни на Владо Павлов. Ама ете сега се многу силни. Некој како што Крсто Муковски Кочански го занесоа дека ти си Синди Крафорд, дека Владо без тебе ќе умре после 2 месеца, ама еве поминаа 4 години. Еве денеска исто четврток. И после 4 години Владо не отиде да купи од пазарот ортома да се обесе. Крсто Муковски Кочански. И прекини со тие глупости. Твојот очај е више загрижувачки. Ти нема спас. За сите злодела што ги правиш. Бизерно ми е да кажам со што се служите. И со што ме пречекавте денес во Кочани. Смешни сте. Сите до еден. И сум многу среќен и ми е многу убаво што ве бойкотирам сите. Може би е несватливо тоа, ама за некои пола година ќе се кајат многу кочанчани зошто не направиле народно општо собрание, без разлика на политичка определеност и без разлика на религиозна определеност, во интерес против сектата, која што е последното упориште на Црна Рака и на СХС на Балканот Кочани. Идеите, пишувањата, туризамот, пазарите, парковите, ми е смешно да го слушам, нека си терат. Битно е дека Владо Павлов за сите овие 15 години е донесел преку 100.000 луѓе во Кочани. Каде што за Владо Павлов доваѓале. Значи, Владо Павлов го спроведел туризамот. И Владо Павлов беше промотор на туризамот во битката против кокаинот во Кочани. А тоа го знаете сите вие. Кочанчани мои. Сега да го започнеме она што ви обеќав денес. Ќе ви дадам неколку работи да слушнете, а потоа ќе имам мое објаснување како што имаше со Тома Фила
за цинци легија ди Рома, нели цинцари, Пета римска влашка легија, учесници во учесници во библиското распетие и така натаму. Поглаварот на влашката популација на Балканот и тутурот на Коси Удба во Македонија. Ако не верувате, прашајте го Млекце, а исто така и Бабамков. Дали му се? Дали тутур им е томофила? Почнуваме. Ке ве молам да следите со внимание, затоа што денес имаме еден повод кој што се уште никој не го е објаснил убаво, а повод во кој што имаме многу докази кои што се поврзани со ова упориште на СХС и на Црна Рака. Почнуваме. Зеленики краљ je skinuo prsten sa malog prsta leve ruke i dao ga kraljici Mariji, jer mu navodno smeta. Na njemu je pisalo: ko nosi, Bog pomaže. Natpis je bio na staroslovenskom, a prsten je navodno pripadao caru Dušanu. Ubica Владо Керим. Ве молам за внимание, ако сакате да го разберете Владо Павлов, пошто сите вие до ден денес велете дека имаме неразбирливи работи од Владо Павлов. Да, бети, Тома Фила е адвокат, кој што потекнува од фамилија адвокатска и од дедо кој што бил градоначалник на Скопје и златар, тоест во тоа време продавал злато и сребро. Значи, убица Владо Керин Черноземски. Имао е на деснoj ruci istetoviranu lovanju i dve prekrštene kosti. Значи, Владо Керим Черноземски имал тетовирано черепи и коски. А моите браќа и сестри од ВМРО ДПМН ќе ми кажат: не знаеш ти, Владо, ништо. Тоа е символот на ВМРО. Море символ на черепи и коски кои што го користат четниците во Србија, го користат кралство на СХС, го користи СС девиза, го користи Хитлер, го користи Пито Гули, нели? Исто така, ќе продолжат да кажат дека черепи и коски се символ на македонштината. Не македонци. Черепи и коски се символ на сектата. A iznad 4 slova ćirilicom ВМРО. Значи, Владо Черноземски имал тетовирано черепи и коски, а над коските стоел со кирилица ВМРО. Да ве подсетам, ние имаме две организации. Ова на кој што припаѓал Владо Черноземски со черепи и коски е врховистичката идеологија на кој што учител е Грилас од Кукуш, најголемиот терорист по кој што зел пример Ванчо Михајлов, и затоа од 1905 година ВМРО е прогласено како терористичка организација. По ништо не се разликува од Хамас денес. По ништо не се разликува
од Изис. Замислете, идеолог на Осама Бин Ладен бил лажниот Гоце Делчев со неговиот саркофаг, черепи и коски. Познатиот Грилас од Кукуш. А она вистинско, или она организација вистинска македонска, која што не била врховистичка, која што била централистичка и која што оживува и воскреснува пред атентатот на Киро Таушанов Глигоров, ја загушуваат, затоа што никогаш организацијата не се борела за република, се борела за царство Македонија и немала символ черепи и коски и немало црвена и црна бугарска боја на знамето, туку имало црвено-бела боја. А пак вие, мои браќа и сестри од ВМРО, кажете ми, не знаеш ти, Владо, ништо, черепи и коски се... А овие черепи и коски од Владо Черноземски Керим, не заборавајте, повторно ги воскресна Ниче Димовски покојниот и Никола Груевски. И продолжувам. Тутето важи и урадио 1924 године током одслужење казне у затвору Киротков у Софији. Вече уочи доласка краља Александра у Марсеј, зграда Југословенска амбасаде била е испрскана црвеном фарбом. Амбасадата во Франција била испрскана со црвена фарба пред убиството на Александар Караџорџевиќ. Инаку да ве подсетам, амбасадата во Франција, во Марсеј, е била, како би кажал денес, значи била дисконт за продажба на афион и дрога на целиот свет. Како што наш пулс во Кочани беше дисконт за кокаин. А дисконт на хероин и на дрога во времето на Александар Караџорџевиќ е била амбасадата на СХС во Франција. А знаете кој бил амбасадор? Синот на Никола Пашич, Радо Пашич, другарот на Ѓорги Караџорџевиќ, оној кој што го знаете како Тито. Тие тројцата, значи Владо Керим Черноземски, кој што има тетовирано черепи и коски, заедно со синот Радо Пашич на Никола Пашич, и заедно со Ѓорги Караџорџевиќ, тоест Тито, го вршат убиството на Александар Караџорџевиќ. Многи су касније рекли да е то било упозорење да ќе пасти крв. Министар двора е запазио да е краљица Марија со собом на пут понела дубоку црнину, што иначе не е био дел njene гардеробе каде е путувала во иностранство. Краљевиќ Томислав, средни син краља Александра, у својим исповестима наводи да е предосетио смрт свог оца. У својим мемуарима записао е како се едне ноќи пробудио плачучи и вриштеći. Одмах се ту створила гувернанта Снацо, настојеći да го умири и питала ga je šta se dešava, ali on netremice gledao kroz prozor. Sa tog našeg prozora videlo se jezero iznad koga se dizala neka izmaglica. Umesto objašnjenja rekao sam joj: "Gledaj, tata ide u raj, u nebo gledaj." Pomilovala me je po kosi i pitala o čemu to govorim. Obuzet slikom koja mi je bila tako upečatljiva, ponavljao sam joj šta vidim, a kad se ona uz mene zagledala kroz prozor, uzbuđeno sam dodao: "Vidi, tata mi maše." Pitala me je otkud znam da je to moj tata. Odgovorio sam da prepoznajem njegove cikire i štap i da vidim kako mi stalno maše. 10 dana posle tog mog sna
tata je ubijen u atentatu. Francuska štampa bila je prepuna tekstova o mogućem atentatu i prepuna priča o ustaškim logorima i njihove aktivnosti. Isto како што е насочено истражувањето у погрешна насока со атентатот на Киро Глигоров, каде што ви дадов докази дека поглаварот на влашкото лоби на Балканот и туторот на Млекци Бабанковски, т.е. на Коси Удба, кажува дека Словенија и Хрватска се бореле за независност, додека Киро Глигоров се борел за зависност со некоја друга република, тоа е Србија, и создавање на конфедерација. Со тој доказ од Тома Фила, ние имаме доказ дека некој го скренува вниманието како Фрчковски и Бранко Црвенковски со Слободан Милошевиќ. А тие заедно двајцата работат на создавање на голема Србија, т.е. Југославија. Исто и овде. Овде ќе дадат дека иницијатор на убиството не е брат му Ѓорги, не е синот на Никола Пашич, туку дека е Анте Павелик, бил логистика на Владо Керим Черноземски, припадник на масонската ложа која што е позната по правење на ритуали и жртвување на деца, черепи и коски. Значи имаме скринување на внимание, за кој што подоцна сите вие сте сведоци за блиската поврзаност на Ѓорги Караџорџевиќ, т.е. Тито, и македонците. Гласина о могуćem atentatu su se prenele po Parizu, pa su čak dospele i na stranice štampe. O njima su pisale 9. oktobra, na dan Aleksandrovog dolaska, podnevne izdanja listova Pari Midi i Pari Soar, i oba su pominjala terorističku organizaciju Ustaša, hrvatskih nacionalista. Значи, уште еднаш, идентично, одма се презима иницијатори и извршители на усташката организација. Исто како што е направено со атентатот на Киро, исто што е направено и со Пулс. Одма виновни се прскалките. А тоа е доказ дека една структура стои позади сите овие сценарија. И утре ќе ми кажат моите кочанчани дека нема врска, а многумина каде што започна овие битки со сектата со мене, ќе кажат во Кочани има посебни закони. Посебни закони кои што не може ни премиерот, ни никој да помогне. А тоа е доказ дека Кочани е последното упориште на кралство на СХС и последно упориште на нешто што постоело од каде што се откупувало и се носело во Марсеј, кој што бил дисконт за продажба на дрога во целиот свет од Александар Караџорџевиќ, кој што подоцна продолжува со неговиот брат Ѓорги Караџорџевиќ до 62-а, т.е. Тито, кој што подоцна донесува забрана за афионот македонски, за да не се открие главниот Пабло Ескобар тогаш, Ѓорги Караџорџевиќ, а претходно неговиот брат Александар Караџорџевиќ, од каде што поголемиот број на 180 тони злато е инкасирано од афионот и од многу златни рудници во Македонија и уништување на многу локалитети, посебно околу Кочани и Кочанско, за кој што е правено специјално железничка пруга и специјално присуствувал Александар Караџорџевиќ
кога била завршена железничката пруга во Кочани, тоест во Соколарци, од каде што во близина потекнува Марија Караџорџевиќ, а ја кријат како кралица на Романија дека била. Loša reakcija potpukovnika Pijalea koji je izjahao nekoliko metara ispred vozila, pa čak kažu da se to vide, da se na tom snimku video možda i neko ko nije trebao. Sad možemo da pretpostavljamo da li je to bio neko iz možda francuske vlasti, da li je to bio Ante Pavelić. Zaista to ostaje jedna misterija. Ono što je činjenica jeste da je odmah pokupljene, a onda je u martu mesecu 35. godine pri dnu stranica francuske štampe osvanulo da su te kopije uništene u nekom požaru. Ono što još, ajde kažem, Значи, или ќе биде уништено во пожар, или ќе биде поплавено. Откако ќе се заврши работата. Уште еднаш, денеска е ден каде што е убиен Александар Караџорџевиќ во Марсеј, каде што амбасадата на Франција била дисконт за продавање на дрога, на опиумот од Македонија, низ целиот свет. Владо Черножемски потекнува, познати како Керим, од масонската ложа Черепи и Коски. А некој, како Ѓорги Караџорџевиќ, тоа е Тито, учител и главен на Черепи и Коски, со саркофаг Черепи и Коски кој што го чуваа во Софија, ни го донесоа во Македонија, во црквата Свети Спас, и неговиот камен саркофаг денес, кој што е саркофаг од некој македонски цар, го ставија доле на 3 столба, ритуално, да нашите 3 дела од Македонија бидат погребани. Зошто би го донел лажниот Гоце Делчев, учителот на Черепи и Коски Тито, или Ѓорги Караџорџевиќ, постариот брат на Александар Караџорџевиќ и наречател со синот на Никола Пашич, за убиството негово. Зошто би ги донел ако нема заслуга од врховистичко ВМРО? Ритуално ставени на 3 столба, кои што означуваат Вардар, Егеј и Пирин, и на кој што стои саркофагот на главниот масон на Черепи и Коски, Грилас од Кукуш, познат како Гоце Делчев, убиен во протестантска баница од Организацијата за царство Македонија, во кој што не учествувале турци, туку учествувал одредот на Таска Серски со директива на Павле Дел Радев и Јане Сандански. Поради злоупотреба на организацијата и издавање на идеологијата на организацијата, која што била сконцентрирана на Осогово, позната како Осоговци. Зошто, ако не
поради оне што му го убива опонентот, неговиот брат, за кој што подоцна успева да се наметне како маршал со неговата врска од Англија и Черчил. Што значи дека битката помеѓу Тито, тоест помеѓу Ѓорги Караѓорđевиć и Марија Караѓорđевиć завршува со победа на Тито, тоест на Ѓорги Караѓорđевиć, кој што нема никаква разлика од брат му и кој што станува маршал, тоест крал на Југославија, која што е идентична со кралството на СКС и на кој што не случајно Англо-Америка го враќа целото злато, преку 150 тони, кое што пред 1941 година е изнесено од Југославија со помош на Петар. Тоа значи дека навистина ние сме длабоко заробени во идеологијата на голема Србија и во идеологијата на Југославија, наспроти она што ние сакаме да бидеме македонци. Последниот обид да ние македонците се бореме за наша самосталност е со вистинското ВМРО ДПМН, кое што доживува дебакал после самонаречаниот атентат на Киро Глигоров, кој што е близок соработник со врховистичко ВМРО, со Ванчо Михајлов, а и со Ѓорги Караѓорđевиć, тоа е со Тито, и со поколението, тоа е со таткото на Тома Фила, меѓу кој и Лазар Колишевски. Значи, врските на поглаварот на властите на Балканот не се од Тома Фила, туку од неговиот дедо и од неговиот татко Филота, кој што е многу близок со Ѓорги Караѓорđевиć, тоест Тито. Или во превод, многу е близок со Лазар Колишевски и Киро Глигоров. Така да Тома Фила точно знае дека Киро Глигоров не бил во автомобилот. И дека целта е направена кон непријателите на голема Србија и Југославија. Затоа што Тома Фила ќе каже дека Киро Глигоров со право, слушнете ме внимателно, со право се борел за обединување на Македонија со други држави. Значи ли тоа дека влашкото лоби во Македонија се боре за голема Србија и создавање на некоја Југославија, каде што повторно македонците ги гинат на Косово, за други туги интереси, идентично како влашкото лоби што го почитува Христијан Мицкоски, поради тоа што е непријател наводно на бугарите, а бугарите ги протерале од Битола и од Македонија за време на Втората светска војна. Каде е овде македонизамот? Македонци. Ама влашкото лоби и Тома Фила нема да го почитуваат Владо Павлов. Затоа што Владо Павлов се боре за Филипова Македонија. Не се боре за голема Влахија или лажна Византија или Југославија. А дали знаете дека Епир
преместен во Моско поле, од каде што потекнува Олимпија. Дали знаете дека многу добро тоа го знае поглаварот на влашкото лоби на Балканот, Тома Фила? И мислите дека случајно е Филота татко му? Мислите дека случајно имат име Олимпија во нивната фамилија? Не. Ништо не е случајно. А знаете зошто, македонци? Затоа што кај нив од колено на колено се пренесува вистината. Од татко на син, од дедо на татко, од парадедо на дедо, од чукун дедо на парадедо и така натаму и така натаму. А ние македонците, ние гаеле. Не знаеме кој ни е дедо. Не знаеме колку браки има нашите дедовци. А чукун дедовци, Бог да чува, шо е тоа? Ама сега проблемот е тоа што од каде Владо Павлов знае за Цинци Легија ди Рома, од каде знае за првата војна касаба на Цинци Легија ди Рома, откако е освоила Македонија после библиското распетие, е Скопје. Скупи, нели? Од каде знае за Тресонче пред големата битка да се освои Македонија? Па после библиското распетие или библиското распетие не на Исус на Македонија на 4 дела се тресело 7 дена и 7 ноќа. Е затоа, оние кои што се окорени со ваквите работи кои што ме причекуваат денес во Увара до Влочани, и оние дојавувачи кои што ништо друго не знаат освен да дојавуват, слепо и дебело стојат за едно тендерче повеќе и да биде малку повисоко во виножито, ќе дојавува и ќе ги устолчува, нели, Цинци Легија ди Рома, затоа што треба Владо Павлов да биде уништен, затоа што треба да се загуши неговото илиндеско востание на вистината, затоа што не смее народот македонски да го знае ова. А зошто не смее? За да не ви се отвори шишарката, за да живеете у темнина. Затоа не смее. Затоа што ако будат сеќавањето на македонските цареви, ако будат сеќавањето за Александар Македонски и за Филип, дека се поврзани со Кочани и со денешна Македонија, Кочани кој што бил Бела, а во некој друго време Транапура, ќе воскресне македонизамот. А ако Владо Павлов зборуваше за југословенизамот, зборуваше за Југославија, зборуваше дека Тито со право го направил споменикот од НОП, кој што нема ни Н буквата од НОП, тоест Ѓорги Караѓорđевиќ. Тогаш Владо Павлов ќе беше она што го спремаше неговиот дедо Киро Глигоров. Ама сега влашкото лоби е повредено. Е повредено. Тешка е кармата на властите во Македонија. И знам што значи да бидеш внук на Киро Глигоров и да потекнеш од таква фамилија каде што твојата баба е прва братучетка на Киро Глигоров. Знам што значи сопругот незин, кој што бил внатрешна контрола на Нова Трговија цел живот, кој што учествува и во она што го направил,
и што му дал на фараонот Кочански, кој што подоцна ја уништува нова трговија, кој што